Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе го обработиме едно од најмалите посланија во Новиот Завет, посланието до Филемон. Оваа новозаветна книга има само една глава и бидејќи е толку мала, некогаш е тешко да се пронајде. Мислам дека ова го имам спомнато и претходно, но сакам уште на почетокот да нагласам дека во Новиот Завет постојат различни видови на книги и посланија. Всушност, во целото Свето Писмо има различни видови на книги. Ако го читате Стариот Завет, ќе забележите дека во него има така наречени легални текстови, историски книги, поезија, пророштва, апокалиптична литература и слично. Во Новиот Завет има Евангелија, историска книга, посланија и една апокалиптична книга. Од посланијата некои се напишани кон поединци, други пак се напишани кон поголеми групи, односно цркви. Авторот на посланието до Филемон е апостолот Павле. Сигурен сум дека кога го пишувал ова послание, тој воопшто не ни предпоставувал дека истото еден ден ќе биде дел од тоа што ние денес го нарекуваме Нов Завет. Павле едноставно имал за намера да му напише писмо на близок пријател и брат во верата, кого сакал да го замоли за многу важна услуга. Но, иако ова за Павле било обично писмо, сепак Светиот Дух одлучил истото да се најде во канонот на Новиот Завет. Филемон бил христијанин кој живеел во градот Колос. Остатоците од тој град се наоѓаат на територијата на денешна Турција. Во првиот век Колос беше многу познат град. Всушност, апостолот Павле им напиша послание и на христијаните во Колос. Во Новиот Завет не стои запишано дека апостолот Павле го посетил овој град, но јас лично верувам дека тој бил таму. Се разбира, нема да инсистирам дека тоа се случило. Но, преданието ни вели дека човекот по име Филемон поверувал во Христос како резултат на поуките и проповедите на апостолот Павле. Филемон бил многу богат човек и поседувал неколку робови, а еден од нив бил Онисим. Како и повеќето робови во тоа време, Онисим сакал да биде слободен и еден ден одлучил да побегне од домот на Филемон. Се верува дека се упатил и завршил во градот Рим, каде можел лесно да се изгуби во толпата без неговиот господар Филемон да го најде. Во тоа време, криминалците често барале за солниште во поголемите градови. За робовите во првиот век имало два излеза од робството. Првиот бил бегството, а вториот доаѓал преку купување на слободата. Онисим се одлучил за бегство. Знаете, додека бил во домот на Филемон, тој не морал да се грижи каде ќе спие или што ќе јаде, бидејќи неговиот господар требало да се грижи за тоа. Но, кога избегал и завршил во Рим, самиот Онисим требало да се грижи каде ќе спие и што ќе јаде. Можам да си замислам како еден ден, додека шетал низ улиците на Рим, забележал група на луѓе собрани околу еден повозрасен човек кој ги поучувал. Кога дошол во првиот ред, Онисим забележал дека човекот кој поучува е во окови, а и дознал дека неговото име е Павле. Иако бил во окови, апостолот Павле длабоко во себе бил слободен човек, за разлика од неговите слушатели, кои навидум биле слободни, а сепак робувале на своите апетити, страсти, амбиции, пороци и слично. Предпоставувам, Онисим почекал сите да си заминат за да може да разговара со Павле. Откако се расчистил теренот, му пристапил на Павле и барал да му објасни нешто повеќе за неговите поуки. Апостолот Павле му го објаснил Евангелието, му кажал дека Господ Исус умре за неговите гревови, а по 3 дена воскресна и секој кој верува во него добива простување на гревовите и вечен живот. Кога Онисим поверувал,
тој почувствувал потреба да му каже на Павле што му се случува во животот. Може би му рекол: Павле, имам да ти кажам нешто. Јас сум роб кој побегна од својот господар. Павле го прашал: а од каде доаѓаш? Онисим рекол: од Мала Азија. Кој град? Прашал апостолот. Колос, одговорил Онисим. Павле му рекол: навистина, па во тој град има црква. Како се вика твојот господар? Филемон, одговорил Онисим. Павле му рекол: чекај, сакаш да кажеш дека Филемон, кој живее на главната улица, ти е господар? Да, токму тој, одговорил Онисим. Павле му рекол: јас го знам Филемон. Тој поверува во Христос кога ме слушаше како го проповедам Евангелието и ми е голем должник. Онисим прашал: треба ли да се вратам кај него? Павле одговорил: да, треба да се вратиш кај него, но по тебе ќе пратам едно писмо до него. И така, апостолот Павле му напишал писмо на Филемон, а доставувачот на тоа писмо најверојатно бил Онисим. Една од главните теми во ова послание е слободата. Денес многу се зборува за слободата, но се поголем број луѓе се робови на пороците, дрогата, парите, кариерата, очекувањата наметнати од општеството и слично. Луѓето мислат дека се слободни само затоа што немаат окови на рацете и нозете, а всушност се робови длабоко во душата. Господ Исус рекол: ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Евангелие според Јован, глава 8, стих 36. Ке почнеме со читање на посланието, стих 1. Павле, затвореник на Исус Христос, и братот Тимотеј, до возлюбениот Филемон, нашиот сотрудник. Тука за момент сакам да размислиме на еден многу интересен аспект од овој вовет. Предпоставувам забележавте дека Павле не се представува себе си како апостол, туку како затвореник. Кога им пишува на црквите, тој се представува како апостол, а сега користи друг аспект од неговиот идентитет. Не знам зошто одлучил да се нарече себе си затвореник. Може би затоа што не сакал да му се поставува на Филемон како теолошки авторитет, туку сакал Филемон да добие впечаток дека добива писмо од пријател, а не од апостол. Интересно и тоа што Павле вели дека е затвореник на Исус Христос. Што всушност значи тоа? Дали Христос е оној кој го држеше во затвор? Не, туку поентата е дека апостолот сака да нагласи дека причината поради која е во затвор не е фактот што римјаните го затворија, туку дека е таму поради проповедањето на Евангелието за Исус Христос. Не само тоа, туку се чини како апостолот да признава дека тој негов престој во затворот е дел од Христовата волја за неговиот живот и служба. Павле беше свесен дека неговиот живот е во Христовите раце и дека се што му се случува е дел од Господовиот план. Во воведот Павле го спомнува и Тимотеј, што најверојатно значи дека во моментот кога го пишувал писмото, Тимотеј бил на посета кај него во затвор. Стих 2. И до Апфија, возлюбената сестра, и до Архип, нашиот соборец, и до твојата домашна црква. Апфија беше сопруга на Филемон. За Архип се верува дека бил нивни син, а според последниот дел од овој стих, Филемон имал и домашна црква. Дали фразата домашна црква се однесува на сите верници кои живееле во неговиот дом, или пак на тоа дека во домот на Филемон се собирале група христијани, тоа не е јасно. Во секој случај, сакам да дадам краток коментар на идејата за домашна црква. Денес живееме во време во кое е сосема нормално, дури и очекувано, црквата да се собира во црковни храмови. Во првиот век, христијаните се собираа во домови и катакомби. Тоа се подземни простории во кои христијаните се собираа за молитва. Во тоа време, храмови имаа само паганските религии, но не и црквите.
Според некои историчари се верува дека во првите 3 векови од постоењето на црквата, христијаните се собирале во домови. Потоа, кога христијанството било признаено од страна на царот Константин, на христијаните им било дозволено да градат и храмови. Се до тој момент христијаните биле прогонувани. Низ вековите во светот се изградени многу големи црковни храмови. Иако се убави за око, сепак мое лично убедување е дека подобро е тие пари да се вложат во мисионерски потфати отколку во изградба на храмови. Верувам дека храмовите се важни, но не треба да бидат најважниот аспект од животот на црквата. Стихови 3 и 4. Благодат вам и мир од Бога, нашиот Отец и од Господ Исус Христос. Секогаш му благодарам на мојот Бог, кога те спомнувам во молитвите своји. Апостолот Павле ги почнува речиси сите своји посланија, посакувајќи им благодат и мир на оние кои ги примаат. Благодата и мирот одат заедно, бидејќи поради Божјата благодат која ни е покажана, ние можеме да имаме мир со Бог, а и мир во нашите срца. Без благодат нема мир. Стих 5. Бидејќи слушам за твојата љубов и вера, која ја имаш во Господ Исус и кон сите светии. Зарем не е ова сведоштвото кое секој христијанин треба да го има? Да бидеме познати по љубовта кон светиите и верата во Господ Исус Христос. Нашата главна цел не треба да биде луѓето да не знаат како успешни и богати, туку како луѓе кои искрено ги сакаат другите и имаат вистинска вера во Бог. Стихови 6 и 7. И молам нашата заедничка вера да се покаже во тебе на дело во познанието на секое добро, кое го имаме за Исус Христос. Зашто ние многу се радуваме и утешуваме поради твојата љубов, брате, бидејќи преку тебе се успокоија срцата на светиите. Павле искрено се радуваше кога дозна за љубовта на Филемон кон Христос и христијаните. За него вели дека срцата на многу светии се успокоиле преку него. Може ли истото да се каже за нас како христијани? Можат ли срцата на другите христијани да се радуваат и да бидат утешени поради нашата вера? Јас низ годините сум запознал многу посветени христијани, за кои искрено можам да кажам дека е привилегија да се познаваат. Кога би имале прилика да го познаваме Филемон, верувам дека исто би се чувствувале и во однос на него. Стихови 8 и 9. Затоа, иако имам во Христос голема слобода да ти заповедам што треба да правиш, сепак, од љубов кон тебе, те молам јас, каков што сум, старецот Павле, а сега и затвореник за Исус Христос. Ние христијаните треба да имаме слобода да си ја говориме вистината еден на друг во името на Христос. Токму тоа го стори и Павле со Филемон. Во љубов му кажа како треба да постапи. Во моментот кога го пишувал ова писмо, Павле не само што бил затвореник, туку и повозрасен човек. Според некои историчари, тој бил во доцните 60 години од својот живот. Но, што е тоа што Павле сака да го побара од Филемон? Во следните стихови ни е откриена целта зад ова послание. Стих 10. И те молам за моето чедо, Онисим, што го родив во оковите своји. Онисим, негово чедо, апостолот Павле ги нарекуваше своји синови и Тимотеј и Тит. Станува збор за негови синови во верата, млади луѓе за кои се грижел онака како што таткото се грижи за своите деца. Тие беа неговите духовни чеда. Стих 11. И тој некогаш беше непотребен за тебе, а сега ни е многу попотребен и тебе и мене. Името Онисим значи корисен или некој кој е од полза. Така што во овие стихови Павле користи игра на зборови.
го спомнува името на Онисим и потоа вели дека е потребен, односно корисен за него. Во стих 11 апостолот како да вели: Онисим, чие име значи корисен, порано за тебе не беше многу корисен, бидејќи не беше одговорен, но сега, откако поверува во Христос, тој е корисен и за мене, но и за тебе. Очигледно е дека Христос направи огромна промена во Онисим и тоа го прави во секој човек кој искрено се надева на него. Стихови 12 до 14. Ти го праќам назад него, прими го како да е моето срце. Јас сакав да го задржам кај мене, за да ми служи место тебе во оковите што ги носам за Евангелието. Но, без твоја согласност, не сакав ништо да направам, за да биде твојата добрина некако принуда, туку доброволна. Додека Павле беше во затвор во Рим, тој имаше потреба околу себе да има други христијани кои ќе му помагаат во ширењето на Евангелието. Онисим беше речиси совршен за таа служба, но Павле знаеше дека за да го задржи Онисим кај себе, за тоа треба да побара дозвола од Филемон. Стихови 15 и 16. Зашто можеби тој поради тоа се одвои од тебе за малку време, за да го примиш за секогаш. Не веќе како роб, а повеќе од роб, како возлюбен брат, а особено за мене и уште повеќе за тебе, и по тело, и во Господ. Кога Онисим избега од домот на Филемон, тој беше негов роб, но сега се враќа и е негов брат во верата. Павле бара од Филемон да не го гледа Онисим како роб, туку во светло на неговиот нов идентитет, како Божјо дете. Стихови 17 и 18. И така, ако ме имаш за содругар, прими го како да си ме примил мене. Ако пак во нешто ти сгрешил или ти е должен, префрли го тоа на моја сметка. Зошто Павле пишува за долгот на Онисим? Можностите се две. Или Онисим бил должен затоа што во негово отсуство Филемон требало да најми друг човек, или затоа што кога заминал од неговиот дом, Онисим зел со себе нешто што му припаѓало на Филемон. Но, овие зборови на Павле се интересна слика на спасоносното дело кое Господ Исус го направи за нас. Како што Павле се застапи за Онисим и беше подготвен да плати за неговите престапи, така и Господ Исус Христос плати на крстот на Голгота за нашите престапи. Зборовите кои ги прочитавме треба да не подсетат на тоа што Господ Исус го стори за нас и сето тоа да предизвика благодарност во нашите срца. Ние бевме како Онисим, недостојни да бидеме прифатени, но небесниот татко не прифати и посини поради посредништвото на неговиот син. Стих 19. Јас, Павле, напишав со своја рака, јас ке ти платам, за да не ти речам дека и ти самиот цел си ми должен. Зошто Павле вели дека Филемон му е должен, бидејќи Филемон преку зборовите на Павле поверува во Христос. Стихови 20 и 21. Да, брате, да го добијат од тебе во Господ она за кое го молам. Развесели го срцето мое во Господ. Убеден во твојата послушност ти напишав, знаејќи дека ќе направиш и повеќе отколку што ти велам. Кога другите христијани чекорат во послушност кон Господ, тоа треба да ни предизвикува радост. Кога тие ќе добијат некаков благослов од Господ, тоа исто така треба да ни предизвикува радост. Стихови 22 до 24. А заедно со ова, приготви ми и сместување, зашто се надевам дека со вашите молитви ќе ви бидам даруван вам. Те поздравува Епафрас, кој е со мене затвореник во Христос Исус. Марко, Аристарх, Димас, Лука, моите соработници. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вашиот дух. Амин.
Тоа беа последните стихови од ова послание. Може би се прашувате, што се случи? Дали Филемон го послуша апостолот Павле и го прими Онисим како свој брат, или пак го казни поради неговото бегство? Според црковното предание, Филемон го примил Онисим и му покажал милост, а потоа Онисим бил еден од водачите на црквата во тој дел од светот. Тука ќе ја завршиме денешната епизода. До следната, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.